Фондот за иновации и технолошки развој, државна институција која што финансиски помага македонски предпријатија за нови или подобри производи. Мој денешен гостин во студио 1 директорот на фондот Јован Деспотовски. Господин Деспотовски, добро дојдовте. Добро ве најдов. За почеток би сакал да ја прашам што е иновација? Тоа е прашање од $1 милион, така го викаат американците. И јас, кога се соочив прв пат со предизвикот да водам ваква институција, го поставив прашањето како ја дефинираме ни иновацијата. И ми кажа дека дури најврвните умови во Силиконската долина, кои што инвестираат во иновации, не можат прецизно да го дефинираат терминот, него едноставно действуваат по одредени индикатори. Нормално, кај нив искуството е поголемо и подлабоко, кај нас искуството е ново. Меѓутоа, јас сум горд заради тоа што во една година успеавме да воведеме, или барем се трудиме да воведуваме, еден тренд кој што постои секаде во развиениот западен свет и кој што носи резултати. Иновацијата кај нас е дефинирана како нов производ, услуга или работен процес, или значително подобрен, постоен производ, услуга или работен процес. Самиот збор иновација зборува дека е нешто ново. Да, меѓутоа иновацијата сама по себе не е доволно да биде само ново, туку е потребно да има и пазар. Иноваторството, пронаѓаштвото на што го дефинираме, што го гледаме како слика на научник кој што нешто измислува во својата лабораторија е различно од иновација. Иновација подразбира дека може да го прават и млади луѓе, во светот и тоа го прават. Ние сакаме тоа да го поттикнеме и да го финансираме тука. И мислам дека за почеток успешно го правиме, а тоа е дека се креира нешто ново за кое што веќе има потреба или се создава потреба. Тоа значи дека луѓето вложуваат пари во ново и потоа добиваат голем поврат за тоа што го пласирале на пазарот. Доделени се изминатиот период финансиска поддршка на одредени компании. Би ве прашал дали државата кога инвестира во една нова амбалажа на една компанија или купувањето на една нова машина значи иновација? Развојот на нова амбалажа, да. Развојот. Купување на нова машина, не. Тоа е често прашање. Ние на самиот почеток, бидејќи затекнавме ситуација каде што од сите расположливи средства до тогаш, државата ни, односно фондот, предходната структура, искористила само 9% во пласирање, односно во развој на иновации. Тоа за мене беше поразително. Не можев да разберам зошто ако средствата се обезбедени и стојат на некоја државна сметка, зошто компаниите не ги добиле тие средства, за да се обидат да развијат нешто. 91% од буџетот кој што го има фондот не бил искористен. Во тој момент тогаш, значи затекнавме ситуација да од 9,3 милиони евра кои што се ги обезбедила Светската банка и за кои што државата плаќала камата, стоеле на сметка. Некаде во некоја државна институција, односно во овој случај во Фондот за иновации и технолошки развој. Тоа за мене беше поразително. Заради тоа што во 3 години, доколку тие средства се вложеле, да кажем во 2014 година, веројатно сега ќе зборуваме веќе за можеби првите милионери меѓу младите кои што ќе ги земеле парите и ќе развиеле свој бизнис. Ние и денеска можеме да зборуваме за некои успешни приказни, меѓутоа сето тоа е се уште рано, че зборуваме само за една година. Така што за успешните приказни ќе оставиме простор малку подоцна, не само од моментот кога сте вие на чело на фондот, туку и вашата претходничка. Ве прашувам за инвестицијата на државата во една компанија кога треба да купи нова машина, затоа што деновиве на социјалните мрежи имаше барем доста реакции за еден медиум, односно дневен печат кој што добил поддршка од фондот за купување на нова машина. Како е направена таа селекција? Селекцијата се прави врз основа на критериуми кои што се однапред дефинирани, кои што со самото објавување на јавниот повик ние ги ставивме достапни на сите потенцијални апликанти. Значи сите однапред знае по кои критериуми ќе се прави евалуација на проектните апликации. Прашањето во однос за проектот што го поставувате не е поврзано со иновација. Не споменав преска дека покрај иновациите имаме нов механизам за финансирање на компаниите што се вика технолошки развој. Технолошкиот развој подразбира да донесете нова технологија од некаде која што веќе постои, односно да ги помогнеме компаниите да инвестираат во својата конкурентност. Бидејќи во сите извештаи за 20 години ако читате, главен проблем
на Македонија од аспект на висината, односно недоволната висина на платите, е тоа што немаме доволно конкурентност на компаниите. И ние воведовме нов инструмент кој што ќе им помогне на компаниите да донесат нова технологија и да воведат во своето работење. Конкретниот случај значи не е поврзан со иновација, за слободен печат ако зборуваме, поврзан е со технолошки развој, каде што фондот учествува со 23% во целиот буџет, а компанијата која што аплицирала и ги добила средствата обезбедува 78% од инвестицијата. Тоа значи дека ние помагаме, тоа е и целта на инструментот, компаниите да го интензивираат инвестицијскиот процес. Во овој случај исто така морам да споменам дека во самиот буџет на проектот е предвидено односно и во самиот бизнис план е предвидено компанијата да го расшири својот сегмент на работење и да може да се прошири во останати сегменти на печатење, значи не само печатење на медиум. Така што благодарам за прашањето, добро што се отвори како тема и добро е да разграничиме дека во самиот јавен повик имаме средства за иновации, меѓутоа имаме средства за технолошки развој. Знаете зошто ве прашувам? Затоа што во Македонија ситуацијата со медиумите е во фаза на обнова, односно на градење, бидејќи изминативе 10-11 години слободно може да се каже дека многу од медиумите беа руинирани. Во овој момент би се рекло дека дали владата преку фондот за иновации подпомага еден медиум за кој што според дел од јавноста, пак ќе кажам, може да значи поддршка за медиум кој што би бил наклонет на политиките на оваа гарнитура. Знаете како, значи затоа ви велам како се правеше селекцијата. Финансиската поддршка наменета за набавка на печатарска машина. Значи не финансираме медиум, ниту уредниците, ниту новинарите во самиот медиум, се финансира печатница, која што не го печати само тој медиум, печати во моментот уште 3 други, меѓутоа печати ред други работи за комерцијални клиенти. Јас само ќе кажам дека повикот, односно планот за економски раст во делот на третиот столб е поставен така да е отворен за сите. И јас би ги поканил, би ги охрабрил сите, вклучително и компаниите кои што имаат во своје сопствеништво медиуми, доколку сметаат дека имаат добар проект, веќе на следниот повик, кој што ќе се случи во септември, да се пријават. Односно да аплицираат. За оние на кои што не им е јасно тоа, еве попластично да им објасните на кој начин може да конкурираат. Значи објавуваме јавен повик, кој што го објавивме на пресконференција, бевме неколку пати во сите 4 релевантни стопански комори, значи по неколку пати во сите. Направивме и инфосесии во повеќе населени места надвор од Скопје, бидејќи целта е да не финансираме компании само во Скопје, туку рамномерниот регионален развој да го поттикнуваме малку повеќе со ова. Во самиот јавен повик дефинирана апликација, дефиниран е буџетски формулар и дефинирано она што потребно како бизнис план што треба да се приложи. При тоа добивате индикатор кои се критериумите кои што ќе се следат во оценувањето. Од наша страна, од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, воведовме можност да секој потенцијален апликант, вие како поединец, кој што сакате да формирате своја компанија или веќе компанија која што постои, не е важно, не правиме разлика, да дојде да се консултира со стручни лица, кои што не се вработени во фондот, него ги ангажираме како надворешни стручни лица, на вистина, и да добиете поддршка од аспект на тоа како одредена идеја или одредена замисла, која што не мора биде иновација, може да биде технолошки развој, да артикулирате во самата апликација. Дополнително, затоа што не секој бизнисмен или не секој младо лице со идеја знае да пишува апликација, стапивме во контакт со еден проект финансиран од USAID, кој што ни овозможи да лица, повторно стручни, кои што се обучени од страна на проектот, бидат достапни за поддршка во пишување на апликациите на буџетите. Така што и таа поддршка ја овозможивме, повторно тоа не е на трошок на фондот, меѓутоа секој потенцијален апликант добива можност да пристапи до одреден регистар на стручни лица кои што ќе му помогнат да изготви добра апликација, буџет и бизнис план. Откако аплицираат, дали тие подпомагачите имаат некаков удел во идејата на оној кој што аплицира или тоа е сосема покриено од фондот и нема никакви... Не, значи стручните лица, значи луѓето кои што доаѓаат од соодветна идеја, добиваат консултација од наша страна, техничка поддршка без никаков надомест.
секако, значи таа идеја си останува во кругот на таму каде што се разговара. Понатаму, одлука е на потенцијалниот апликант дали сака да користи дополнителна поддршка или не. Значи, вие ако знаете, ако се чувствувате подготвен да подготвите апликација и буџет, значи немате никаква обврска да користите стручна поддршка. Тоа не е ниту услов, ниту е предност при аплицирање. И ние видовме сега во резултатите од првиот бран дека има голем број на компании кои што реално имаат капацитет сами да подготват апликација. Сами да изготват добар бизнис план. Така што она што владееше како според мене неоправдано факт дека компаниите во Македонија не знаат да прават инвестициски програми, сега го демантира. Сега во првиот бран имаме 80 компании со 20 милиони евра инвестициски планови, кои што се одобрени во првиот бран, а ние имаме уште еден кој што не чека. Значи, откако ќе се заврши процесот со аплицирање, тоа исто така сакам да го потенцирам, значи се доставуваат во рок од 45 дена, значи повикот трае. Значи не го затвараме после 3 дена. Не го правиме преку викенд, 45 дена траеше. Од 27 април до 11 јуни. Ги доставуваат апликациите до фондот, се прави административна проверка од страна на службите на фондот од аспект дали се доставени апликација, буџет, бизнис. Значи дали се сите потребни елементи тука за да може да се разгледува предлогот. Понатаму работата си ја презимаат стручни лица, повторно надворешни. Во фаза на предселекција ангажираме домашни стручни лица, во конкретниот повик беа ангажирани 80 во 22 различни области, кои што во групи од по 3 ги разгледуваат проектите. Меѓутоа, групите не се знаат меѓу себе. И системот на доставување на проектите кај одредени групи е по систем по редослед, на кого како ќе му дојде. Значи, не може да се контролира, ниту може некој да го манипулира. Тие стручни лица го разгледуваат секоја апликација од аспект на економија, пазар и областа во која што е поднесен проектот. Например, имаме проект во делот на енергетиката, стручно лице од регистарот кој што го познава област енергетика, го гледа од аспект на тоа дали идејата, опремата, технологијата е соодветна на тоа што е, да речеме, моментален тренд во таа област. Доколку оваа група се согласи дека проектот е добар, се согласи од аспект на тоа што ги оценува по дефинирани критериуми проектите и проектот добија во просек 51 бот или повеќе, оди во следна фаза. А тоа е завршна фаза каде што комитет за одобрување на инвестиции, кој што е составен од 5 стручни лица кои што овој пат се странци, ги разгледува и носи конечна одлука. Дали по истата ваква селекција и критериуми ќе послучам уште два примера кои што беа предмет на критика. Тоа е компанијата Cast Invest, каде што како помал собственик се јавува вице-премиерот Кочо Ангјушев, како и фирмата Guinness, каде како акционер се јавува пратеникот Хари Локвенец. Значи, потполно истата процедура. За сите. Јас ви кажав, ќе повторам уште еднаш. Сите апликации, откако ќе дојдат кај нас, имаат еднаков третман. Собственичката структура на компаниите не е критериум за одлучување. И тоа некој би рекол дека би дошло до судирани на интереси, бидејќи планот, промотор на планот за економски раст е токму вице-премиерот Кочо Ангјушев. Промоцијата на планот и улогата во промовирање на одредена владина политика или мерка, како во овој случај, не подразбира дека има влијание во одлучувањето. Како што го објасни системот, и јас како директор немам влијание во одлучувањето. Ниту па било кој од вработените во фондот. Системот е така поставен. Туку се работи за стручните надворешни стручни лица кои што секој, значи видете, целта ни е да воведеме реално нешто ново. Значи Македонија реално заостанува доста во делот на економскиот развој зад просекот на ЕУ. Јас не зборам за зад западните европски економии или САД. Еден од начините како ние тој заостаток ќе го намалиме, ама побрзо од 30 или од 50 години од сега, е преку вложување во иновации во технолошки развој. Значи Македонија не е земја која што изобилува со природни ресурси. Значи немаме нафта, немаме големо море, значи сите тие работи заради географската положба се такви какви што се. Единствен или една од ретките предности е човековиот ум, младите луѓе. Добро, или луѓето што се ангажирани во компаниите. Еден од начините е да се вложи тука. Значи, системот е така поставен за да можеме поттикнеме повеќе компании да земаат средства. Затоа велам, значи, принципот дали е собственикот
сегашен, иден, поранешен министер, директор, сосед, роднина и така натаму на некого, не игра апсолутно никаква улога. Прочитав мала изјава кратка на господинот Ангјушев, каде што вели јас сум помал собственик и не можам да влијам на одлуките на останатите собственици. И веројатно вие не сте тој кој што во моментов треба да одговара за моралната одговорност на политичарот. За нас се секако исти. Така, во која индустрија најмногу завршуваат средствата? Тоа е добро прашање, бидејќи доскоро имавме, според мој вкус, преголем фокус на IT индустријата. Меѓутоа сега пораката која што искомунициравме дека иновациите се применливи буквално секаде, очигледно допира веќе до компаниите и имаме ситуација каде што имаме воред повторно некаде 55-60% од средствата во IT делот, меѓутоа имаме 40% кои што одат во енергетика, машинство, земјоделие, здравство, што е добро. И јас се надевам дека тој тренд ќе се засили понатаму. И веќе на следниот повик се надевам дека балансот ќе биде изедначен. IT индустријата неспорно е индустрија на 21. век. Меѓутоа во светот иновациите, оние иновации што го движат светот се во делот и на медицината, и на биотехнологијата, и на велам и на енергетиката, на земјоделието, и од проектите кои што се одобрени во овој прв инвестициски бран од 79 компании, ќе видите многу интересни проекти во многу интересни области. Ако IT секторот добил најмногу, какви идеи ви доаѓаат најчесто во фондот? Луѓе со какви идеи? Можеби не се работи само за IT секторот, доаѓаат луѓе но од друга индустрија, меѓутоа со лоша идеја. Имате такви случаи? Значи, знаете како од апликациите кои што ќе го зборуваме сега овој случај, бидејќи голема бројка на апликации реално пристигне и голема бројка на апликации ќе добијат финансирање. Значи, ние имаме од 236 пристигнати апликации, скоро 160 или 170 кои што или веќе добија или ќе добијат, бидејќи очекуваме и дополнителни средства од владата во рамки на првиот повик само зборам. Така што да, има луѓе кои што доаѓаат, односно компании кои што доаѓаат со добри идеи. Велам, значи некој добра идеја можеби не е добро артикулирана на хартија, меѓутоа сите добиваат дополнителна можност. Значи не се отфрлени, добиваат дополнителна можност преку посебна програма таа идеја да артикулира добро на хартија. Идеи има секакви, од обични во наводници апликации за мобилен телефон до технологии во делот на биотехнологијата, во делот на рециклирањето на отпадот, кој што исто така е интересно. Имаме идеи односно развој на нови машини во делот на производството. Така што има очигледно е дека постои потенцијал за иновирање кај компаниите. Мислам дека она што досега недостасувало било финансиската поддршка. И јас очекувам многу брзо, бидејќи проектите се со рок на реализација 18 до 24 месеци, дека можеби следната година во овој период веќе ќе можеме да зборуваме за првите позитивни резултати од планот сега. Ако ве прашам за сите реализирани проекти од вашата претходничко, па се од денот кога вие сте начело на фондот, да издвоите 2 или 3 компании ќе бидам фер и ќе кажам дека имало добри проекти. За жал бројката е мала. Ние затекнавме 35 потпишани договори со компании. Зборувам за оние кои што ги добиле средствата и не завршиле некаде заборавени туку. Ве разбирам. За тоа велам, ќе бидам фер, нема да кажам дека све не чинело претходно. Значи реално имаме добри компании. Имаме компанија во делот на биотехнологијата која што успешно се пробива веќе на американскиот пазар. Имаме една компанија во делот на рециклажа на стакло, за која што еден странски инвестициски фонд веќе пројави интерес да влезе во еквити. Еквити е веќе следниот чекор во собственичката структура со сериозни средства. Имаме повеќе компании од млади луѓе во делот на IT повторно, кои што добиваат добри понуди за да се продадат. Тоа е индикатор дека потенцијал има. Меѓутоа, ако одиме со мал обем на финансирање, со мала група на компании, со 10 и 15, ефектот нема се види. Ако одиме со голем обем на финансирање, ако им даеме можност стварно на сите, а тоа ние го правиме и го промовираме, и ќе го промовираме, ефектот ќе биде видлив многу брзо. Бидејќи сте дел во оваа сфера, нели, на иновации, претпоставувам се среќавате со колегите од како од Балканот, од регионот, така и од Европа. Кој е според вас најдобриот модел за еден цврст стартап? Клучната работа е поддршката од старт од државата. Мене која прашате. Затоа што со колкаво учество? Различно е. Значи кај нас е системот дека обезбедуваме, да речеме, со инструментите кои што ги финансира Светската банка, на старт се обезбедува до 90%
од капиталот. Зошто? Заради тоа што треба се даде шанса. Значи не секоја идеја е добра идеја. Меѓутоа концептот на глупава идеја не постои во светот. Тоа постои само за жал. Постоеше, се надам дека ќе го искореним. Ризичен е капиталот, никоја банка нема да влезе да го поддржи таков проект, затоа што е на почеток. Зборуваме вообичаено за млади луѓе, кај стартапи, и заслужуваат поддршка од 90%. И ние тој тип на поддршка ќе го продолжиме и понатаму, тој тип на инструменти. Понатаму веќе зборуваме за финансиска поддршка која што го имаме во рамки на планот за економски раст што го финансира владата, каде што обезбедуваме до 70% за иновации со значително поголем износ на средства, до 20 милиони денари, каде што даваме можност реално да продуктот, односно бизнисот да добие на тежина. Следната фаза веќе е еквити финансирањето, односно финансирањето каде што одредени инвеститори ќе влезат во сопственичката структура на компанијата и ќе помогнат да порасне до она ниво до кое што веќе може да зборуваме за приходи од милиони евра. И во тој сегмент, бидејќи делот на финансирањето на младите го имаме, делот со планот за економски раст каде што е следната фаза на финансирањето сега го развиваме, односно го воведовме. Третиот сегмент неквити фондот, бидејќи за жал во Македонија постојат неколку, меѓутоа се многу мали, повторно го развиваме, веќе обезбедивме средства од владата и со странски партнери јас очекувам дека во наредните неколку месеци ќе објавиме почеток на функционирање на таков еден еквити фонд, кој што ќе влезе во третата фаза на успешните компании, кои што сега во моментот ги имаме подпишани 35, значи скоро 150 компании кои што веќе користат средства по различни основи од страна на фондот. Значи успешните компании што ќе произлезат од оваа бројка ќе добијат можност да се развиваат и понатаму. Меѓутоа во овој сегмент кај еквити фондот, кај финансирањето со влез во сопственичката структура, државата веќе може да добие поврат на инвестицијата и тоа во значителен износ. Ова е систем кој што се пресликува од некаде, од Израел се споменува како држава која што е пример со инвестирање на државата во овие компании. Јас ќе бидам нескромен ако кажам дека нескромен ако кажам дека ние сме го измислиле. Че не сме го измислиле ние ова. Че системот веќе постои успешно тестиран меѓу другото и во Израел. И точно е еден од моделите кои што ги гледаме во развој на системот Израел. Франција има исто така сличен систем развиен, кај што сите овие фази се покриени под една институција. Она што е ново, да кажеме, што се обидуваме тој систем кој што веќе некаде постои да го воведеме во системот на функционирање во оваа држава. Да, меѓутоа економскиот систем и на Израел и на Франција е поинаков од нашиот, па кои се опасностите? Не е така. Значи зборуваме за менталитет. Значи не зборуваме за систем. Системот на пазарна економија во Израел, во Македонија, во САД, од аспект на регулатива зборувам, не е многу различен. Ако зборуваме за менталитет и за навика до сега како сме функционирале и дали чекаме секогаш на готово нешто да ни се не сервира или ќе се осмелиме и ќе аплицираме и ќе побараме пари и државата ќе не поддржи во тоа, односно ќе преземеме одреден ризик, е прашање дали до сега било така или не било така. Оно што се обидуваме да го воведеме сега не е само промена на системот. Треба се работи на промена на менталитетот. Ние развиваме програми со Министерството за образование, со УНИЦЕФ, со Министерството за труд и социјална политика, каде што од најмладите, зборувам од 6-7 годишна возраст, на деца ќе ги научиме дека треба критички да размислуваат и да наоѓаат решение. Имавме скоро доделување на 20 грантови за истражувачки проекти на основни и средни училишта. Се пријавија 100. Го најавивте заедно со... Никој не очекуваше дека ќе се случи тоа. Сите очекуваа дека нема да добиеме повеќе од 10 апликации, не добивме 100. Тоа значи дека има желба. И кај младите и заслужуваат поддршка од државата. И јас ќе се борам, додека сум директор на фондот, да добиеме што е можно поголема финансиска поддршка, не за поголеми плати, не за службени коли или убави канцелари или службени патувања, туку за поддршка на затоа што тамо лежи растот. Тој проект е најавен некаде на почетокот на годинава, заедно со, ако добро се сеќавам, со министерката Рената Десковска го најавивте. Кои се резултатите? Веќе ги потпишавме договорите. Со колку? Со 20 основни и средни училишта. Различни истражувачки проекти, секако заради паузата во образовниот процес, проектите ќе почнат да се реализираат од септември. Меѓутоа, позитивниот резултат веќе го имам. Значи, ги натеравме учениците да одвојат дел од своето слободно време и наместо да седат на интернет или на паметен телефон,
да седнат и да напишат истражувачки проект и релевантно во која област. Добро, овде има и финансиски стимули за професорите. Да. Меѓутоа зборуваме за реално ограничени финансиски средства. Значи не зборуваме за милиони евра. Меѓутоа и тоа е доволно за да се поттикне и да почне да се тркала. Господине Деспотовски, планот за економски раст на државата преку фондот за иновации, вашите очекувања, колку може да помогне во растот на економскиот раст на самата држава? Многу. Значи, со тоа што би резултирало како компании кои што работат, остваруваат профити, ќе може да враќаат внатре во држава. Многу. Значи јас кога не би верувал дека ова успешна приказна, не би се ангажирал. Значи имам јас реално и личен предизвик ова да биде успешно. Ви кажав зошто, затоа што мислам дека ова е еден од двата начина, веројатно ако не единствен начин, како реално да достигнеме економски раст на брз временски период. Еве ги резултатите од првиот од 80 компании кои што ги објавивме сега. Значи инвестицијски циклус од 20 милиони евра. Тоа е 0,3% од БДП за една година. А имаме уште еден инвестицијски бранд со исто толку средства. Имаме 100 нови вработувања кои што не се било какви. Вкупно ангажирани 500 лица на проектите кои што ги финансираме во првиот повик сега во 80 компании со просечна плата од 47.000 денари. Тоа со 800 евра. А колку пари се планирани за малите и средните предпријатија годинава? 10,5 милиони евра колку што ни беа одвоени за програмата, се контрактирани сега со овие 79 компании. Имаме најава, премиерот тоа го кажи на настанот на доделување на договорите за првиот бранд компании, дека владата ќе обезбеди дополнителни средства, бидејќи има уште компании кои што Комитетот за одобрување инвестиции ги одобри за финансирање во рамки на првиот повик. Така што јас очекувам дека ќе добиеме дополнителни финансиски средства, бидејќи компаниите заслужуваат поддршка. И очекувам дека веќе наредниот месец ќе го објавиме и вториот бранд, ќе ги разгледаме бројките и тогаш. Меѓутоа од сето она што го имаме на располагање како статистички податок, значи зборуваме на вистина за голем број на нови работни места со добра плата. Господине Деспотовски, овде ќе ви се заблагодарам бидејќи ја прифативте поканата да гостувате во студио 1 веднаш. Се надевам дека сите оние идеи кои што сакате да ги реализирате, да им помогнете на помладите за своји бизниси ќе ви се остварат и зошто да не, во следното ваше гостување да зборуваме за уште поуспешни идеи. Благодарам и на вас за поканата. А ние, почитувани, одиме со една кратка пауза и со останатите предвидени содржини за денешното издание на Студио 1.